здраво и добро вечер. И минатата недела во исто време звонев на оваа програма, но еве за оние кои што не ни отворија, тука сме одново и овој понеделник. Се гледаме повтор пат. Втора можност да се дружиме, да си раскажеме и споделиме нешто занимливо и нова шанса да ги наградиме корисниците на Евана, да израдуваме некого со фини, вредни и корисни награди за домакинството. Јас сум Зока Црношија и драго ми е што сум во ваше друштво секоја недела во истото време на оваа програма. Јас сум вие еден од оние луѓе што секогаш ќе споделат каде и за колку пари купиле некое здолниште или пар чевли, па ако моите информации некому за нешто помагаат, јас сум и повеќе од задоволна. Затоа сум убер ентузијаст дека сите овие нешта споделени во нашата емисија некому на вистина ќе му влијаат и ќе му помогнат да ги унапреди своите практики за менаџирање на домот, за рационално користење на енергијата или за поттикнување на позитивни примери кои што ќе ни донесат корист и поголема заштеда. Воопшто не се сомневам дека во ова кратко време супер ќе се дружиме и забавно ќе си поминеме. Ќе бидеме овде во нашето супер дизајнирано домакинство, но ќе одиме и на гости кај една наша уметница од која што верувам вие, како и јас, ќе се опиете и ќе се инспирирате. Да не заборавиме и дека ќе се наградуваме. Наградите за штедлив дом ги доделуваме во секое издание преку електронско извлекување на сите корисници на Евана, избрани по случаен избор. Сите вие имате можност да добиете вредносен ваучер од 100.000 или 30.000 денари од Нептун Македонија наменет за купување на апарати за домакинство или сет за енергетска ефикасност во вредност од 1923 денари, составен од мерач за електрична енергија, тајмер и метеоролошка станица. Затоа, ажурирајте ги податоците и уживајте во оваа дружба секој понеделник во исто време на истиот канал. Денес има бесконечно многу начини како да си олесни на работата во домакинството, но исто толку многу начини како квалитетно и брзо да си ги менаџираме финансиите. Па доколку користите М-банкарство, телефонско или електронско банкарство, ајде зграбете минутка-две и подмирете ги сметките кон Евана што ви заостанале. Добро е да знаеш дека имаш некој што секогаш е тука, подготвен да ти го олесни денот. Со Е-пункт плаќајте ги онлайн вашите фактури за електрична енергија со само еден клик. Регистрирајте се за Е-пункт на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Оваа недела бевме на гости кај една од моите омилени градски девојки. Паѓам во несвест секогаш кога ќе ја видам приватно или во медиуми. Смирена, спокојна, достоинствена, одмерена, што да ви кажам, за мерак. Прва виолина на Македонската филхармонија, натурализирана македонка, која потекнува од централна Русија или поточно од Новосибирск, најстудениот град со најдобри виолинисти. Таа е концерт мајстор, мајка на Леона и на Летиција и сопруга на Олег. Таа е мојата омилена Ана Кондратенко. Нивниот дом е, што да ви кажам, синергија на многу љубов кон животот, кон музиката, кон децата, а бидејќи е дизајниран првично од нејзината свекрва Блага Петреска, да знаете дека тука се чувствува и она што го велат присуство на блага во трагови. Ајде да го видиме нивното царство. Во домот сме на Ана, Олег, Леона и Летиција Кондратенко. Ова е еден многу убав, топол, бел дом во, да речеме, центарот на Скопје. Потекнуваш од Новосибирск, град во централна, така му доаѓа централна Русија, да. Централен Советски сојуз порошен, тоа спаѓа под Сибир. Така. Дали становите, дизајнот, потребите на луѓето се слични како овдешните? Како тие луѓе таму или како беше твојот стан пред да се одселиш, да речеме, во домот на твоите родители? Секако, генерално нас до последните 20-30 години влијание беше големо од Советски сојуз, дека таму беа доста слични станови на сите, слични згради, слични градови.
Тоа Сличен беше мебел. сличен мебел. Да, имаме многу познат филм, баш заради хумористичен и баш заради приказната се одвива дека човекот случајно го праќаат во Санкт Петербург од Москва и тој во Санкт Петербург доаѓа на иста адреса, влегува во истиот стан како својот, дури клуч му совпаѓа и таму живее женава и целата идеја беше дека исти станови, исти згради, исти улици. Секако сега последните 20 години тоа се менја. Растат многу нови згради, секоја фамилија се одбира за себе. Да. Што е она што ти дава мир, што е она прво што те смирува дома кога ќе влезеш во однос на твојот динамичен живот, концерти навечер, проби, часови со ученици? Па секој дел од денот ми е различна просторија во која што се осеќам убаво. Убаво, да. Например, кога ќе влезам во стан, многу ми опушта мирис на мојот стан. Тоа не знам, така не можам ние да објаснам и не ми е лошо кога мириса на храна. Например, Блага кога ќе изготви леле, извините, изнамирисав тука, мене тоа и на Олег знам дека му е убаво. Во попладневните часови убаво се осеќам во оваа фотеља, во мојата наомилена фотеља. Кога поминуваме време заедно со маш ми во разговарање, во работата, например, за спремање за концерти, најубаво ми е во дневна, затоа што имаше простор и работни инструменти, освен виолина, ние секако музички систем и телевизор и видео, некоја техника која што ќе ни овозможи да видиме другите наши колеги по свет што прават со конкретното дело. Така што и Олег многу пази на тоа да си има убава техника, квалитетна и аудиотехника, ама и видео, затоа што не само звучно нас не е важно што се дешава во свет, туку исто така и со кој прст, која нота е отсвирена. Еве, кажавме колку е битен музичкиот и аудио системот дома, нели, чисто за да се биде во текст со професијата. Имаш деца, некогаш биле мали, нели? Што е со оние уреди во кујната што се мали, да речам, апарати за домаќинство, кои што би требале да ни помогнат во работата, во готвењето, во убрзувањето или унапредувањето на некои постапки при готвење? Во суштина, голем дел од нив само седат на страна и бришаме прашина од нив. Бидејќи имаме доста мала кујна, морам секогаш да пазам да биде тоа функционално и само тоа што го користам. Така што сите апарати кои што гледам дека не користам повеќе од месец, 2-3, гледаме или да дадаме на некого, или да кај Блага да се смеса. Да се пренасочат. Или, ама секогаш гледам да ми е во кујна све функционално, све под рака. Меѓутоа во кујна за сега немам тие право збирачи. Збирачи на прашина, да. Ана, ми беше исклучително мило, потекнуваш од ладни предели, ама си многу топла личност. Имаш нешто превземено од нас македонци? Секогаш кажам дека мене ми е тока како дома и се осеќам како дома, затоа што и луѓе се многу слични на нас. Тука се осеќа една топлина на едно така пошироко семејство, се осеќаат и примеси од Блага, баш ми е драго што сте така компактно и хармонично семејство. Фала уште еднаш за гостопримството и ќе дојдеме пак. Фала што дојдовте. Фала. Убаво е кога имаш место каде што можеш да направиш пауза од секојдневието. Со услугата Траен налог, бидете сигурни дека фактурите за електрична енергија секогаш се платени на време, без разлика дали се за вашата викендичка или дом. Побарајте повеќе информации за Траен налог на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Ете, погледнавте колку љубов, спомени и музика има во тој топол, убав простор во кој што живеат Ана, Олег, Леона и Летиција. Им благодарам за довербата и за таа топлина со која што не пречекаа. А сега, делот што сите го чекаме со нетрпение. Наградувањето. Како што споделив на почетокот, награди за штедлив дом доделуваме на сите корисници на Евана Македонија, избрани по случаен избор по електронски пат преку компјутерска селекција од базата на корисници. Сите корисници на Евана со ажурирани податоци во базата на корисници автоматски учествуваат во ова наградување. Еве прилика да ве потсетам да ги ажурирате своите лични податоци со валидни и само со точни и ажурирани податоци ќе се квалификувате за учество во оваа наградна игра. Тоа може да го направите на повеќе начини. Со пополнување на формулар за ажурирање на личните податоци, достапен во кој било наплатен пункт или кориснички енергоцентар на Евана Македонија, или
или со пополнување на формулар кој ќе ви стигне со фактурата за електрична енергија од Евана. Ако податоците не ви се ажурирани, еве за ова извлекување, да знаете дека следното извлекување е следниот понеделник, па ажурирајте ги дотогаш како би биле дел од следното извлекување. Еве уште една супер добра карактеристика на Евана, бидејќи секогаш наоѓа начин да ги награди своите корисници. А ако, до сите вас едно мало подсетување пред да започнеме со извлекувањето, да ги подмирите сметките што ви заостанале и да си се решите од тој долг. Во оваа наградна игра право на учество имаат потрошувачите од категоријата домаќинства и мали бизнис корисници кои што имаат доставено лични податоци, тоест име, презиме, адреса, матичен број до Евана Македонија. Се спроведува исклучиво компјутерско извлекување на кое што човечкиот фактор нема апсолутно никакво влијание, но затоа имаме влијателна жири комисија што ја гарантира регуларноста на извлекувањето, составена од представник од Евана, представник од Публицис и нотар. Мислам дека сме подготвени, комисија, се ли е во ред? Океј. Најпрво го извлекуваме, како што кажавме, ваучерот од 100.000 денари. Ајде да видиме, сите сме нетрпеливи. Еве го, тоа е шифрата, односно корисничкиот број 0086450774. Корисникот е од Гевгелија. Честитки, гевгеличани! Сега го доделуваме првиот ваучер од 30.000 денари од Нептун Македонија. Го чекаме првиот кориснички број, 9 цифрена шифра, еве ја. Одлично, тоа е корисничкиот број 0071346669. Корисникот е од Валандово. Му честитаме. Браво за валандовчани. Го влечеме вториот ваучер од 30.000 денари од Нептун Македонија. Во исчекување сме на 9 цифрената шифра на корисник, односно кориснички број на Евана. Ајде да видиме. 0078612770. Корисникот е од Исти Бања. Честитки! Го очекуваме и третиот добитник. Еве го и последниот добитник на вредносен ваучер од 30.000 денари од Нептун Македонија. Тоа е корисничкиот број 007376879. Корисничкиот број е заведен од населеното место Ракитец. А сега ги очекуваме корисничките броеви, односно 9 цифрените шифри на 20 добитници на сетови за енергетска ефикасност. Ајде да видиме кои се тие. Охо, имаме добитници од разни краишта на Македонија, од Долно Конјаре, од Скопје, аеродром Чаир, Охрид, Бело поле, Шуто, Ризари, Струмица, Битола, од Кисела вода, од Штип, од Тетово, од Гевгелија, Кратово, Миравци, Свети Николе, Зајас. Ова се сите 20 добитници на сетови за енергетска ефикасност во вредност од 1923 денари. Се надевам дека ќе бидат убаво применети во вашите домаќинства. Ви честитам на наградите и се надевам дека супер ќе ги користите и добро ќе ви дојдат. Им честитам на сите добитници и им посакувам убаво да се служат со овие награди. Извештајот и од ова, и од секое наредно коло ќе биде објавено во рок од 3 дена од извлекувањето на интернет страницата evana.mk, односно www.evana.mk. При подигнување на наградите, вашата 9 цифрена шифра, оваа сега што ја извлекувавме, треба да биде соодветна со извлечената, а податоците во вашите документи за лична идентификација, зборуваме за пасош или за лична карта, треба да се важечки нормално. И јас сум со важност од 15 минути на оваа програма и тука ми истекува рокот на траење. Ми беше забавно, ново, возбудливо и освежувачки да се дружам со вас, со екипата зад камерите, фала момци, и со Ана Кондратенко. Им благодарам на членовите на жири комисијата и на сите вас пред екраните. Ажурирајте ги податоците и се гледаме повторно следната недела на истото место во истото време. Во меѓувреме, до следната недела, проверете дома да не заостанала никоја неплатена сметка од Евана. Секое добро и едва чекам да се видиме следната недела.